Колеги, пријатели, здраво на сите. После више, не знам колку, 4, 5, 6 месеци веќе се немаме видено вака онлайн. Стално имаме на блага, чудна трема, која се работи за онлайн настани, затоа што во принцип не зависиш само од комуникацијата со луѓето, него зависиш и од интернет, и од сервис, и од све. Така да не ми недостигаше вебинаров, него ми недостигате вие да се видиме на нормален настан со присуство. Се надевам дека сте окей, се надевам дека ве фаќам во добро здравје. Време ви онака не е за одење по објекти. Дом се направив на објектов позади нас Скопје Изгейт, така да убав период е вака пред што викаат охриѓани си одвење да се видиме на интересна тема. Ова ние не знам ни кој е поред веќе 10, 12, 15 вебинар, веќе не ги ни бројам. Првите вебинари, ако ги следавте, се сеќавате дека првите вебинари беа на, да речам, на суви теми: енергетска ефикасност, звучна изолација, противпожарност, акустика. Последниве 5-6 вебинари веќе ги правам сите системи што ги зборевме така сува, да ги ставиме во контекст. Зборевме за куќи, зборевме за стамбени згради, зборевме за хотели. Денеска имаме една интересна тема: користење на КНАУФ системите во проектирање на образовни институции. Имаме во КНАУФ сум веќе 12 години и сум помагал во материализацијата на многу такви институции во Македонијава и благосоедно во комуникација со моите колеги од регионов и на пошироко ниво. Така да тие 12 години искуство ќе пробам да ги сместам во колку беа 30 на слайдови на препорачани системи во образовните институции и референтни објекти нормално. Јас тука више би почнал. Во принцип, доста свежа ми е темава, затоа што имам син во школа и кога размислувам и како архитект и како познавач на градежни материјали, кога размислувам кој систем да се употреби во една училница, во една школа, две прашања ми се мотаат во глава. Првото прашање е како треба да изгледа модерна училница, што треба да има во неа. А второ, многу поважно за точно да препорачам системи ми е како треба тој што ја користи училницата да се чувствува во неа. Дали е ученик, дали е студент, дали е професор, дали е наставник, како треба да ја чувствува училницата околу нега. Па така, размислувајќи и читајќи последниве години како треба да изгледа, како треба да се чувствува една училница во модерна школа, некако ми се сублимира 6 својства на таа училница. Прво треба да биде мирно, тоа е обврска на професорката и на нејзиниот авторитет. Треба да е тишина, за да е тишина треба објектот да е ставен или во мирна околина, или звучната изолација внатре во објектот и кон надворешноста да е доста висока. Треба да е оптимална температура, ако е претопло или ако е преладно, не се постигнува концентрација за учење во училиштата. Треба да има многу воздух. Ке спомнеме на следниот слайд кратко за воздухот, затоа што КНАУФ тука не може многу да помогне. Треба да има доволно светлина за децата да растат здраво и да се концентрирани доволно, да може да го гледаат точно околу нив тоа што треба да го гледаат. И на крај говорот, затоа што децата се во школото да учат, 60% од материјалот се предава преку слушање и зборување. Значи има разбирливоста на говорот од многу висока важност. Сега рековме дека КНАУФ тука може да помогне во 3 дела и ќе ги потенцирам во оваа презентација тие 3 дела. Значи КНАУФ може да помогне во звучната изолација, може да помогне во енергетската ефикасност на објектите и на крај може да помогне во акустиката на интериерот. Ова последниве, реков 10-12 години, ме запознаа со потребите на училниците и на учениците многу добро. И кога зборам за воздух, колку воздух им треба на децата внатре, а зошто им треба воздух на децата внатре, за да се концентрирани. Секогаш кога размислувам на концентрација на луѓе во училница, се сеќавам дека секогаш во основна, во средна школа и на факултет, многу често, јас, колегите, другарите, многу често зевавме. Не зевавме затоа што ни беше досадно, туку затоа што во училниците немаше доволно воздух.
за просечен возрастен човек потребни се 30 кубици чист воздух на 1 час за тој човек да остане концентриран. Кај децата нека не е 30, нека е 20. Следниот пат кога работите проект за училишта, димензионирајте вентилацијата за секое дете во училницата да стигне 20 кубици воздух на саат. Тука и светлината, нема да ја отварам таа тема, овам чисто ми беше само нафрлање за воздухот, ќе продолжам со нашите материјали. За да не испадне дека младиве генерации почна први да размислуваат за звучната изолација, ние порано живеевме во една многу регулирана земја, инженерски, технички ажурирана земја и издржана, со правилници и закони за се. Ова е интересен стандард, ЮС J6201, кој што во 89 година во Македонија, тогашна Социјалистичка република Македонија, е прифатен како правилник за звучна изолација. Многу темелен правилник, во 10 на 15 страни се пропишани минималните вредности на измерена звучна изолација во сите типови на објекти. Стамбени, деловни, хотели, по тогашна категоризација. Еден дел од тој правилник вика звучна изолација во школи, факултети и слично. Па ги дава овие вредности. Значи, ова не се вредности истресени од ракав, туку се вредности кои што доста поискусни инженери од нас ги поставиле како гранични вредности на тоа кога училниците си сметаат една со друга, кога учениците што поминуваат низ ходникот им сметаат на оние што се од другата страна на училницата, така да ова се многу логични вредности на звучната изолација. Ова се измерени вредности на звучната изолација. Ќе видиме после што значи измерена, што значи атестирана вредност. Ако сакате малку повеќе да слушнете, ако не сте го слушале вебинарот за звучна изолација, кој што ми беше прв во низата вебинари, уште негде октомври-ноември 2019 година, ве повикувам на YouTube каналот на КНАУФ Македонија, да го пробарате вебинарот звучна изолација со КНАУФ. Нешто под 1 час е потребен и на тој вебинар ќе видите што е разликата меѓу атестирана звучна изолација и измерена на лице место звучна изолација. Во интерес на времето, сега ќе кажам дека од прилика од атестирана звучна изолација, не КНАУФ, него било кој градежен материјал, од вредноста на атестот што ќе ви се издаде до вистинската измерена звучна изолација во објектот, има пад од отприлика негде околу 8 до 10 децибели. Сега, колегава на слика ме подсеќа да треба да пуштам едно видео, само ќе ми дозволите една секунда. Само момент. Океј, не ќе да ми се пушти, нешто проблеми со серверот. Ќе продолжам со презентацијата без ова видео, па на крајот на презентацијата ќе ви го пуштам да го погледнете. Кога ќе го погледнете видеото, ќе видите зошто се тие падови од 7 до 10 децибели, тоа е поради посредните преноси. Ќе ги погледнете. Сега, еве кои се КНАУФ системите кои што се препорачани за позициите од правилникот. Пример, вика зид без врата помеѓу училници или помеѓу лаборатории, помеѓу училници и кабинет или помеѓу училници и просторија со друга намена. Потребни се 52 измерени децибели. 52 децибели измерени, значи потребен зид од прилика од 60 до 62 децибели. Таков зид е преградниот зид 212, гледате на пресек. Единична подконструкција со по 2 диамант плочи, ова е најекономичното решение да се постигнат 62 децибели и е еден од најтрадиционалните системи од КНАУФ. Тежината му е 55 децибели, звучната изолација му е 61 децибел, само 15 сантиметри е дебел. И оно што во периодов е многу важно, има во ваква форма има противпожарна заштита од 90 минути, ако се потребни повисоки, да речеме некои 120 минути колку што многу често се бара, диамант плочите од 12,5 сантиметри стануваат 15 милиметри, значи од 12,5 до 15 милиметри, со тоа што зидот нема да биде 15 сантиметри, ќе биде 16.
многу лесен зид и оно што е многу важно, ова е многу, да речам, најкористениот систем на кнаов во регионов, па и во светот, 212, така да секоја монтерска екипа и повеќе од стручна и повеќе од спремна да го монтира овој зид. Втора позиција, или F2 во правилникот, вика зид помеѓу училници и кабинети и сала за физичко или техничко образование или музичко. Значи, нормално тука се очекува поголема бучава, значи разликата меѓу бараната тишина во училницата и соседната просторија е поголема, така да правилникот тука вика измерени 60 децибели. Измерени 60 децибели, потребен е атест од отприлика 68 до 70 децибели. Препорачан систем е кнаов 215 со двојна подконструкција и со двојна поплоченост со кнаов плочи. Нормално системите со двојна подконструкција имаат далеко подобра звучна изолација од системите со единична, затоа не одиме со дијамант, туку одиме со Sonicboard плоча, која што е едно скалило подоле од дијамант плочата, за кога се збори за звучна изолација, механичка отпорност и така натаму. Не се менува многу дебелината на зидот, затоа што кај претходниот зид имавме стотка конструкција, овде имаме две петки со дих трака, зидот е само 15,3 см, скоро иста тежина има, меѓутоа има многу повисока звучна изолација. Ако се бараат со Sonicboard 60 минути противпожарност, ако се бараат со 120 минути или 90 се оди со противпожарни или со 15 противпожарни. Трета ставка е зид со врата помеѓу училници или кабинет и ходник. Нормално, кога во еден зид има врата, падот на звучната изолација е доста поголем. Каква сакаме врата и да употребиме, ниедна врата нема поголема звучна изолација од 25-30 децибели, измерени, така да во принцип ова е доста, како да кажем, нормален зид, како што сите ние имаме и дома. Значи тука вградуваме стандарден систем 212 со Sonicboard плоча, стандардна дебелина 12,5 см, мала тежина, пак доста висока звучна изолација, меѓутоа нашите системи не можат да одат толку ниско како што е 35 децибели. Повторно го враќам во игра против пожарноста доколку е потребна. Пак го ископирав овој зид, нормално освен овие зидови пропишани со правилникот, во еден објект се појавуваат и зидови кои што не се пропишани со правилник, како што се зидови во администрација, значи во административниот дел на објектот, зидови кон тоалети пример, така да технички простори имаме. Ова е исто така одличен зид, постигнува одлична висина, 4-5,5 метри, така да врвен систем за таа потреба. Зид према погонска бучна просторија, нормално од секогаш имало, сега уште повеќе има бучни погонски простории, затоа што модерните школи се полни со системи за грејење, за ладење, за вентилација. Правилникот бара високи 57 измерени децибели. Тоа исто така е системот 215 со Sonicboard, кој што го спомнавме на позицијата према бучна просторија, како што беше салата за физичко. Таваните во принцип ретко кога се проблем, затоа што кај нас сепак се работи за поднебје кое што заради трусноста има доста бетон во себе. Нашите меѓукатни конструкции секако се доста појаки, нема веќе монта, нема како во земјиве во регионов меѓукатна со стиропор да се прави па да се залее некаква касета околу него. Во секој случај имаме доста моćни меѓукатни конструкции, со тоа што звучната изолација значи на ударен звук и низ меѓукатни конструкции е доста интересно поле, доста захтевно и е поле кое што многу убаво го покриваат колегите од Knauf Insulation. Knauf Insulation е наша керка фирма која што се бави со производство на изолацијски материјали, пред се минерални волни во регионов, и ви ветувам дека во најскор рок инженерски ќе покриеме оваа тема, изолација на удударен звук и изолација во меѓукатни конструкции. Колегите од Knauf Insulation се каде поспремни за го покријат ова поле, така да ќе ми биде чест и нив да ги поканам и да се видиме на една ваква интересна тема. Сега, разбирливоста на говорот во училницата
Ќе ми дадете само уште една секунда да пробам да го пуштам видеото кој што преска ми правеше проблем. Сега имаме едно слично видео на слична тема. А темата на второ видео треба да биде звучна изолација. Односно акустика, пардон. Помеѓу време ви пуштив една анкета што можете да ја пополните. А јас ако не успеам во следниве 10 секунди, и со второ видео така ќе направиме. Јас ќе ви го шернам видеото на чет сега, да си го имате. Ова е едно кратко видео кое што во негде околу 5 минути во 5 минути ќе ви покажам што значи добра акустика. Во принцип, акустиката е многу тешко да се објасни. Значи тешко можете на човек да му објасните како изгледа лоша акустика, како изгледа добра акустика, така да еве го линкот. Еве го линкот, кога ќе завршиме презентацијата, слободно пуштете го. Децата, без разлика на возраста, нормално што постари се толку повеќе излегуваат од таа група, децата спаѓаат во група неинтуитивни слушатели. Што значи тоа? Јас, вие, сите ние спаѓаме во група на интуитивни слушатели. Значи дека од една реченица проширена, во која што би имало 30 на збора, ако испуштам 2-3 збора, сите вие пак ќе ја сватите целта и идејата на реченицата, пораката. Децата тоа не го можат, затоа без разлика дали се работи за кој предмет се работи или што и да работат децата, многу е важно секое дете да ја слушне целата реченица од професорот и убаво да ја слушне. Ако тргнеме од тоа дека има и други пречки во слухот кои што децата често ги имаат, да речеме вика околу ова се светски податоци, еве ги доле изворите кои што ги поставив за да ги проверите овие информации, вика 15% од децата во секој момент имаат некаков проблем со слухот. Дали со здравје поврзана, дали знаеме што прават децата на голем одмор, значи трчање, буткање, викање. Во секој момент 15% од децата го немаат полниот слух. Во Македонија од 6 до 8% од населението не следи настава на мајчин јазик. Значи тоа се малцинства, некои што им треба многу почесто и многу полека и многу поразбирливо да го слушнат говорот. Или вика децата под 13 години многу губат внимание поради позадинската бука. Значи тука пак влегува звучната изолација. Таа претходната држава која што била многу спремна и ова го има покриено. Стандардот J6215 одредува како треба да изгледа акустиката во една просторија. Па кога се работи за училници и амфитеатри, точно укажува на тоа каде и како треба да се употребат акустични материјали. Значи збориме за абсорбери, збориме за дифузери, збориме за рефлектори. Значи може точно што кога ќе видите видеото што го пуштив, ќе видите колку е важно да нема каснење меѓу директниот звук и одбиениот звук кога зборите во една училница. Значи, не знам дали се гледа маусот. На горната десна слика, првиот студент или ученик нека е, прво го добива звукот директно од говорникот, а после X време, во зависност од големината на просторијата, го добива рефлектираниот звук. Ако каснењето е поголемо од 50 милисекунди, што е негде околу 8 метра училница или 16 метра пат на звукот, концентрацијата на детето паѓа. Тој стандард има пропишано како се изведуваат
амфитеатри, како се изведуваат училници, училници во школи, училници во градинки. Во секој случај многу е важно работата на, односно планирањето на акустичните материјали. Сега, ова е дел од стандардот кој што кажува кога се работи за абсорбери, за звучни абсорбери, кое не е погодно место за употреба. Оно што го зборевме преска. Еве зошто ова е погодно. Овие десните две се погодни решенија. Зошто? Затоа што првиот одбиен звук ќе стигне до учениците, а рефлектирањето од задната страна не, а ова па доле не е погодно затоа што ќе го спречи и првиот одбиен звук да стигне до учениците. И за оваа тема веќе имаме поминато еден вебинар, тој беше втор во низата на вебинари, значи негде декември 2019 година, кај нас на Knauf Macedonија на каналот на YouTube е достапен под ова име. Просторна акустика, вебинар број 2. Погледнете го, во принцип многу е, тоа се основите, тука требаше да оди видеото за акустиката, меѓутоа првите речиња се фрлаат во вода. На следниот вебинар ќе ги имаме сите видеа, ќе видам зошто сега ги нема. Knauf располага со еден материјал кој што го вика гипсани клинео плочи, тоа се овие перфорирани гипсани плочи, кои што имаат различни дизајни. Значи имаме перфорации со кругови, перфорации со квадрати, расфрлена перфорација и во зависност од типот на перфорација и нејзината густина, овие плочи имаат поголема или помала впивливост. Ако ги имаме вградено во многу објекти каде што во Скопје и во Македонија, каде што говорот, односно квалитетот на говорот е од примарно значење. Значи дали се тоа сали за состаноци, дали се школи, дали се сали за презентации, десетици да ги набројам, а сигурен сум дека и вашето архитектонско око не би ги пропуштило во некој објект кога би поминале покрај некој вакво решение. Пардон. Имаме во два типа на системи, на два типа на плочи. Сирова плоча со димензија на стандардна гипсена плоча, 120-125 на 2 до 2,40 и од неодамна ги имаме во димензија 60 на 60 и 60 на 120 готови, значи изфарбани плочи, кои што најчесто ги користиме во модуларните тавански системи. Од сега па навака се изнагледаме на слики со референтни објекти, затоа што во принцип најубаво е да се покажат како делуваат овие елементи во живо. Еве оно што го зборевме преска. Значи, еве како се поставуваат. Не поволно е оно што го спомнавме, или да се одбие, или да се впие и првиот звук, а поволно е поставувањето во горниот дел на плафонот, во задниот дел на плафонот и во зидот карши говорникот. Сега више знаеме каде се ставаат клинео плочи, ќе видиме во какви све констелации може да влезе. Еве гледаме две убави графички решенија, односно графички приказ каде се би можело да се постават и во која формација клинео плочите. Ова лева е училница, ова десна е училница по музичко. Приметувајте дека плафонот над музичарите е полн за звукот кој ќе се одбие секој да го слуша својот колега, а вишокот звук, оној кој што не треба да се одбие од просторијата, не треба да се врати кај музичарите, да им ствара каснење, да им ствара деконцентрација, головат клинео плочите. Градинките, до сега зборуваме само за школи, градинките кои што исто така ги опфаќа овој вебинар, кога се зборува за акустика и кај градинки, нормално градинките се многу погласни места. Сум гледала аудиограми на градинка кај што има пикови, значи врвови од 110 децибели. Значи децата можат да вриснат со 110 децибели јачина. Тоа е рок концерт по принцип. Краткотрајно е, меѓутоа по градинките толку бучавата е долготрајна што во принцип кога збориме на последните слайдови за начин на пресметка на акустика, во градинките нема пресметка, туку се што може плафон треба да стане абсорбентна површина за да се врати на некоја нормална питомост просторот. Амфитеатрите се малце посложени за пресметки, затоа во принцип ви стојам на располагање на следниот ваш проект кој ќе работите некои погломазни простори, да се консултираме за акустика, да направиме како што треба. Лева страна пак гледаме графички приказ на
на амфитеатар и десно спортска сала. Значи во спортските сали исто така така многу се захтевни, се пресметуваат на многу поинтересен начин, со тоа што нормално во спортска сала нудиме и системи, пак со клинео плочи кои што се отпорни на удар. Така да многу интересно решение. Амфитеатри, аули, холови. На крајот на презентацијава ќе видиме многу интересен објект во кој што екстремно се гордеам со обработката што направивме во ходниците и во холот. Ќе биде за кратко. Сега, рековме дека клинео, односно перфорирани плочи, односно абсорбери се потребни на таванските површини и на некои места доколку не се доволни таванските површини и на зидните површини. Затоа со нашите клинео плочи ние правиме спуштени плафони и зидови, преградни зидови во кои се изведува една успешна комбинација од диамант плочи и клинео плочи. Зошто викам се изведе успешна комбинација? Затоа што не смееме да заборавиме на првиот дел на презентацијава дека овој зид, кој што де факто во дел нема звучна изолација, затоа што диамант плочата се заменува со клинео, која што е перфорирана, треба да се игра со висините, треба да се игра со изолацијата внатре за зидот да не падне под оние законски барани вредности 52, 57, 60 децибели. Еве како изгледаат овие слики. За жал, во презентацијава најголем дел од сликите, преку 50, преку 60% од сликите ќе бидат од странски објекти, затоа што едноставно квалитетот на сликите ми беше поубав за вебинар, што не значи дека во Македонија има многу помалку референтни објекти или послаби. Ќе ви ги покажам референтните објекти на крај, ќе видите дека и нашите објекти можат да се надпреваруваат со дизајнот на странските. Еве една убава училница. Ќе видите после во кој објект е оваа училница. Дека има комбинација од плафон со полни плочи и плафон со модуларни системи на спуштени плафони. Она што го зборев, дури и во спортски сали, акустиката е и како важна. Многу често добивам коментар, дека ајде може тоа повеќе за стамбени простори, колеги архитекти ќе ми речат, ама знаеш, малце ме ограничува дизајнов на плочиве. Да, може би за некои потрадиционални изгледи на интериери, да, меѓутоа кога се работи за модерни школи, интериери, апсолутно дизајнот на плочите само допринесува за модерниот изглед на интериерите. Оно што го спомнав преска, акустиката се пресметува, тоа ќе го видите и на вебинарот за акустични решенија на Кнаоф, ако го видите, ќе го пуштам линкот на калкулаторот во чет да си го имате. Оригинално е на германски, меѓутоа ако отварате Chrome, само десен клик Translate to English и многу е лесно да се разбере кои се податоци ви се потребни. Да речеме, треба да внесете, во овој случај Classroom, треба да внесете параметрите на училницата, ширина, должина, висина, ниво на опременост со мебел, број на корисници, дали колку прозори има, дали имаат завеси, какви зидови се, такви параметри и со ваков го гледате графиков горе лева на оваа слика, овие две сиви линии, горната и долната, даваат толеранција каде треба да биде акустиката, односно каде треба да биде времето на реверберација по различни фреквенции во училницата. И во овој случај, да речеме, без клинео решението е горе, гледате дека стига скоро 2 секунди време на реверберација, што е одлично време, ама за филхармониски сали, не за училница. Училниците треба да се движат од 0,4 до 0,8 и со поставување на одредена количина на клинео плочи, тоа се постигнува. Преска, кога не успеав преска да ви го пуштам видеото, ми беше малце жал, затоа што баш како што кажав, акустика не можете на човек, без разлика дали човекот е инженер, дали е доктор, дали е економист, што и да е, не можете на човек да му покажете што значи добра акустика и што значи лоша акустика. Не може да му речете на вашиот инвеститор, ама знаеш, сега имаш ти голема дневна соба, 40-50 квадрата, имаш многу тврди површини, имаш простор и ќе имаш проблем со акустиката. Ке се зачуди човекот. Вие не можете да му кажете, ама знаеш, ако не ставиме ќе ти биде ла-ла-ла-ла-ла, а ако ставиме ќе биде ла-ла.
Значи многу е тешко да се објасни акустиката, затоа уште пред неколку години ја создадовме една интересна апликација за телефони, има и за Android и за iPhone. Апликацијата се вика TopView, бесплатна е. Апликацијата има два дела. Едниот дел е да ви помогне да израчунате акустика во некој простор, па дури и да ја измерите, а едниот дел е симулација. Можете на телефон да симулирате или може да симулирате доколку имате наочари за виртуелна реалност. Значи може да симулирате, најубаво функционира со слушалки, затоа што така најубаво ќе слушнете акустиката. Можете секој тип на просторија, а ги има 6-7, значи може да симулирате сала за состаноци, океанска канцеларија, хол или некаква рецепција, градинка и училиште. Така, толку? И ресторан. Значи има 3-4 нивоа на оптимирање на акустиката, така да слободно можете да се играте со овие со овој софт, за и вие да знаете да слушнете опипливо и многу разбирливо што значи добра или лоша акустика во училници или во сала за состаноци. Ова ни е доста проверено. Имавме еден интересен инцидент, во наводници инцидент, пред 7-8 години веќе има. Ново проектирано училиште во Кисела Вода, Невена Георгиева Дуња. Се ова што зборев до сега, целосно не испочитувано. Значи, од не се обрнало внимание на звучната изолација према надвор, а во близина на јака сообраќајница е. Системите внатре употребени преградни зидови со пенобетонски блокови, звучна изолација нула. Значи се слуша се од секого. Во училницата, која што века е со црвена боја означена, се слушаше оваа училница, се слушаше оваа училница, се слушаше сообраќајницата која што е дека негде на празниот дел. А да не зборам внатре за акустиката. Порано училницата колку толку има некакви меки површини кои што ќе впија. Има завеси тешки. Често дури децата си ги внесуваа јакните, па на закачалка ги оставаа во училницата, што помагаше колку толку во акустиката. Сега веќе училниците се тотално празни, волуменот и површината на училницата исто и сега и пред 40 години, меѓутоа сега се далеку попразни, па да не речам дека веќе се оди на многу потврди подни подлоги. Така да во принцип ова беше многу болно училиште. Има еден параметар кој што акустичарите го користат за да испланираат ваков простор, се вика STI или Sound Transmission Index, кој што мери колку одреден звук е разбирлив на некој растојание. Кога дојдовме да мериме во оваа училница, еве како изгледаше, овде го ставиме еден специјален звучник кој што вади специјален звук кој што ги има сите фреквенции на говорот. На последната клупа позади измеривме STI од 0,56. Значи се што е под 0,75 е слабо разбирливо. Значи ова е малтене на граница на бучава. Направивме во соработка со изведувач од Colorsteel и со акустичарот Виктор Мицковски, направивме еден интересен елаборат. Еве како успеавме да ја сведиме училницата. Како што го видовте преска, направивме една П форма на плафонот од абсорбентни плочи, а точно над главата на професорот ставивме полна тешка гипсена плоча која што ниските фреквенции од говорот ќе ги врати кај учениците. Истото го измеривме на истиот начин и добивме STI од 0,9. Се што е над 0,9 е А++ квалитет на говор, што во принцип значи дека и деца со слаби пречки во слухот, и тоа ова е мерено на последната позиција пак, значи што значи дека и деца со благо оштетен слух ќе имаат никаков проблем во слушањето во разбирањето на говорот. Следната тема за што треба да ја покрие објектот на школното е многу абсолвирана во Македонија, тоа е енергетската ефикасност. Зашто викам абсолвирана? Затоа што во принцип тоа е веќе важечки и почитуван закон, кој што вика фасадните ѕидови треба да имаат 0,35, кровот треба да има 0,2 вати на метар квадратен Келвин и тоа е сосема доволно за постигнување на некаква нормална класа од CD. Меѓутоа, што сакам во следнивиот слайд 2 да ви покажам, дека доаѓа време кога одржливоста на објектот или вредноста на објектот или колку пари се потребни за објектот не е колку кошта објектот,
Еве сега BIM технологијата која што полека ни надоаѓа, ни објаснува дека 20% од вредноста на објектот е изведбата на објектот, а 80% од вредноста на објектот е цената на одржување, ладење, греење и реновирање на објектот во некој замислен рок од 50-60 години. Значи, јас ве предизвикувам како архитекти, како визионери, да замислите и да изведете малце понапредни системи, значи да овозможите на вашиот објект и на вашиот инвеститор да заработи на објектот, не само да му се предаде објектот со минималните параметри по закон, туку благодарение на нашите системи, овој случај системите за сувомонтажни фасадни зидови кои што се полни со изолација, овдека на сликата го ставив системот 2333, кој што во конструкцијата внатре има 10 cm волна и плюс на контактната фасада од надвор има уште минимум 6 cm изолација. Тоа е зид од 0,22 вати на метар квадратен Келвин, што значи дека имаме можност како архитекти, како проектанти на нашиот инвеститор, најчесто нормално државата, да и помогнеме да не фрла пари на ладење и на греење. Пошто во принцип сум при крај, значи имаме веќе уште 7-8 минути од предвидениот рок, ќе се префрлам на референтни објекти каде што е искористена слободата на сувомонтажните системи не само во интериерите, туку и во екстериерите. Видете само каква слобода има на овој фасаден зид. Кога збориме за сувомонтажни фасадни зидови, ќе ве повикам, доколку не сте го проследиле, да го погледнете вебинарот кој што се вика сувомонтажни фасадни зидови. Тоа беше 6-тиот вебинар во низата, пак достапен на Knauf Macedonија на YouTube. Погледнете го, ќе ви даде голема инспирација и пак ќе кажам предизвик стегниот ваш објект да биде многу со послободни форми. Ова е интересен објект од Германија, направен пред кратко, го викаат Брод, направен со сувомонтажен фасаден зид и со нив ќе отворам оваа низа на референтни објекти од странство. И какви детали. Ој лево многу банален детал, вградено светло, ама кога се види дека е во комбинација со расвета, звук и системи за дојава и гасење на пожар, многу ми беше интересен, особено што има толку е прецизно изведен што изгледа како да е некаков рендер. Не е рендер, тука е вистинска школа во Карлсруе. Многу интересен систем, многу интересен дизајн. Во принцип школите, кога јас кога размислувам за школи, се некако се движам во некои ортогонални линии. Прави ходници, прави зидови, меѓутоа едно интересно тренинг центар за пилоти во Хамбург ни покажува дека оние аморфни линии и како може да се направат со нашите системи и му даваат интересен имидж на проектот. Овој е факултет за информатика во Копенхаген, еден од најкористените слики во нашите семинари, затоа што гледате дека е доста храбра архитектура, доста крајниот корисник разиграна архитектура, гледате дека има многу интересни инженерски подвизи, каскади, интересни еркери, одлично е. Така ќе кажам, пошто знам како функционира, знам како звучи простор со убаво испроектирана акустика, гледајќи ги сите овие решенија, дури овие вертикални каскади што ги гледате горе, и тие се бафли за впивање, за апсорбција на звук. Не сум бил во овој објект, меѓутоа гледајќи колку акустични решенија има, ова звучи како дневна соба разбирливо. Интересно решение во Данска. Обрнав доста внимание на глинео плочева, затоа што во принцип стандарден зид кој ќе се изгледува не се знае дали е Knauf или е некаков лесен бетонски блок без никакви својства. Дури ортогоналната архитектура која што спомнав преска во малце ограничувачки контекст може да се разигра, може да се раздвижи, може да и се даде уникатност на дизајнот на една убава таваница вака. Интересно решение на спортска сала. Да се вратиме, да се префрлиме малце на македонски референтни објекти. Благодарение на вас, македонските архитекти, имаме десетици, ако не веќе и стотици објекти
од образовна природа, да речем, кои што се направени целосно со сувомонтажни системи. Не можам толку да ги спомнам сите, колку што можам да спомнам некои рани објекти, како што е интернационалната школа, при првото приватна школа во Скопје, нова, во Скопската Вталича, која што целосно беше изведена со КНАУФ решенијата. Нешто поново, уште не е отворено, затоа ми беше интересно да ставам сликава кај што политичари се фалат со вакви инженерски објекти, вакви инженерски бисери. Ова е на убава градинка во Скопско Волково, веќе е завршена, сите плафони се со клинео, сека училница е посебно израчуната како акустика и е многу интересен бисер и на архитектурата и на решенијата на КНАУФ. Ке се гордееме и ние и проектантот Примо инженеринг. Ова е една убава градинка во Скопски Капиштец, во проект на Мегарон инженеринг. Многу интересна градинка, меѓу првите каде што беше употребено ксеот КНАУФ. Наидовме нормално на големо визионерство, исто како кај Прима инженеринг во претходниот објект и кај професор Владко Коробар на Нова. Наидовме на разбирање за нашите системи кај проектантот и се што се изведе беше врвен квалитет. Оно што ми е интересно, имам пријатели, роднини, познаници, чии што деца учат и слушаат настава овие објекти, дури и лаици го осеќаат комфорот. Ова е интересна приватна градинка во Карпаш 4, каде што исто така се употребени сите системи на КНАУФ. И на крај, школото од насловната страна, Киро Глигоров Скопје. Објект на кој што сум најгорд, затоа што мислам се што препорачав како систем беше прифатено. Објектот нормално е наградуван поради идејното решение на Бесијан Мехмети од БМА студиото. Оно што во секој момент го користам да ги поздравам колегите од Инком инженеринг кои што беа доволно визионери и ми дозволија, ме послушаа, значи сепак нивна одговорност беше да ги инкорпорираат сите наши системи кажани во нивно училиште. Што е интересно, зашто викам дека се гордеам, секоја училница во ова школа беше посебно пресметана. Има негде околу 16 училници за нормална настава, за стандардна. Сега знам колку се приметува дека за горната третина и задната четвртина од плафонот и од зидот се перфорирани. Акустиката во објектов е, не знам како да кажам, значи нема споредба. Оно што реков дека не може да се објасни акустика. Кога ќе влезете во оваква просторија, точно знаете што прават акустичните решенија. Тишината, комфорот, акустичен комфор е многу широк збор за објаснување на ваков ефект, меѓутоа е многу интересно. Сите ходници беа обработени со клинео. Во целиот објект има негде околу 5-6 илјади квадратни метри клинео и на секој влегување во објектов имате различни предности на објектот, гледате. Ќе ви кажам еден многу интересен момент. Лани носев група на архитекти, 3-4 архитекти, негде во септември месец, кога веќе беше буштена школава, да ги носев да видат. Во тој момент имаше некоја група на мајстори нешто санираа во објектов или проверуваа, многу беа гласни. Ние бевме на едниот крај на ходникот, они беа на другиот крај на ходникот. Се гледаше дека се дерат, дека истовараат некакви градежни материјали. Ние на другиот крај на ходникот, кој што има повеќе 20 на метри, толку нечујно малте не стигаше нивниот звук до нас. Што значи тоа? Тоа значи дека во случај кога една училница, еден клас, едно оделение губи час и знаете што прават учениците кога губат час, урлаат по ходници, нема да сметаат на оние кои што сакаат да слушаат настава внатре. И она што сум исто многу горд на просторот, кој ме знае дека сум музикант и цел живот сум со музика и сум настапувал и по холови и по се. Многу ми е интересно колку сите настани во една школа се случуваат во аулата, во холот на просторот на школата, а никогаш во ниедна школа аулата не добила акустичен третман. Во школата
Киро Глигоров, тоа е направено и тоа целата аула, целиот хол е пресметан како сала за различни типови на музика и говор. Се надевам дека ќе се пат на кај ова школа, да го погледнете. Ако не, ви стојам на располагање следниот пат кога имате проект за образовна институција, заедно да го посетиме и на лице место да го погледнеме овој бисер на школа. Им заблагодарувам на сите архитекти кои што беа во овој проект, затоа што стварно направија да се гордеам и не само тоа, него не само КНАУФ Македонија, туку верувајте дека ова школа со сите параметри кои ги измеривме во него е многу често цитирано и презентирано школа и од нашите колеги од Источна Европа. Акустиката долго време ја работам и доста емотивно настапувам кога зборам за акустика во простори, веројатно се приметува и во личниот контакт баш со мене. Ако имате некакво прашање, имаме уште една минута прилика да одговориме. Дали сакате да ни го напишете на четот? Ако не, јас ви благодарам на времето. Благодарам на овие 45 минути, се надевам корисно искористени минути и ви посакувам убаво здравје и ве поканувам, ќе добиете нормално на мејл покана за од сега до нова година ќе имаме уште 5 вебинари на различни теми, така да ве поканувам, слободно можете да ни предложите некоја тема што ве интересира, дали е одреден тип на објект, дали е одредена тема од градежната физика и биологија. Знам, доста прашања добив последниот месец за противпожарност. Имаме еден таков вебинар, меѓутоа ви најавувам во втората, негде пред крајот на годината, интересни дискусии на такви теми со активни и авторитативни инженери од Македонија. Благодарам на времето, ви благодарам на бројката во која што не посетивте, се гледаме на следниот вебинар на КНАУФ. Имајте убав ден. Чао.